Satnam, Satnam za sita. Kako sme? Dneska imamo solarna eklipsa и се случуваат многу промени и токму затоа на овој ден ќе го споделиме ова доживување заедно и ќе се отвориме кон тоа што значи во сезоната на еклипсите. Смести се удобно, за тие што сме нови, ни треба простор каде што е тивко, каде што можеме да бидеме со себе и во овој простор ќе медитираме заедно. Денеска е 10. јуни 2021 година и ни се случува соларна еклипса на млада месечина. Секако. И ова е дел од серијата еклипси што започна со 26. мај 21 и многу набрзо сега со соларна еклипса. Може би ова не е период кога сакаме да бидеме многу активни и да превзимаме активности во нашето надворешно окружување, бидејќи и ќе немаме некои резултати. Ова се периоди кога енергијата се рестартира. Кога се рестартира енергијата, се на некој начин излегува надвор од нормата, надвор од шаблонот кој функционира до сега. Еклипсите се период кога енергијата буквално се рестартира. И затоа, превземајќи многу активности, нема да вроди со плод, како што може да вроди со плод, ако сме рецептивни, медитативни и отворени за да ни се случат всушност овие промени кои се случуваат. А кои се овие промени? Тоа се промени за трансформација на свесноста. Ова е период кога својот пат на движење енергијата го менува. Со самиот факт што за миг е вознемирена енергијата на земјата, тоа овозможува рестартирање и нов почеток. Што се случува на соларна еклипса? Месечината е помеѓу Сонцето и Земјата, совршено усогласени, така што сончевите зраци не допираат на Земјата и од наш агол ние ова го гледаме како да нема Сонце. Односно, местата каде што се гледа како прстен околу сенката на месечината. Тоа е Сонцето. Значи, блокирана сончевата енергија, и што ме блокира на сончевата енергија, која природно секогаш стигнува до Земјата, на тој начин е сменето електромагнетното поле. Со промената на електромагнетното поле на Земјата и помеѓу овие планети се менува електромагнетното поле на се што е живо. Затоа е можност за рестартирање. И ние се вклучуваме во овој монументален простор, кој иако трае кратко, остава влијание за следните 6 месеци. За ова да се случи со нас, потребно е ние да бидеме присутни и свесни. А свесни можеме да бидеме само кога сме во нашиот медитативен. Кога сме во медитативниот, ние понатаму имаме можност да
влеземе во новиот циклус од место во кое сме длабоко поврзани со себе, со нашата подлабока вистина и да можеме да делуваме и действуваме преку овој наш ново создат, преку ова наше лично искуство. Тоа е прекрасно. Тоа е прекрасна можност што јогините од секогаш ја препознавале, бидејќи сме нашле начин да почувствуваме дека нешто менува во нас кога се случуваат овие еклипси. Но како сме го нашле овој начин? Сме го нашле бидејќи сме биле длабоко поврзани со себе и сме имале сензитивност за да забележиме дека нешто менува во нас. И сега веќе со илјадници години пракса што ја правиме, ние знаеме дека тоа што се случува во универзумот, истото се случува во нас. Ние сме творештво на универзалната енергија и се е творештво на универзалната енергија и поради тој сам факт сето што е универзална енергија го чувствува влијанието на самата универзална енергија. Со илјадници години сме барале начин и сме наоѓале пракса која уште повеќе ќе ме вклучува со тоа што е актуелно. А актуелното се случува секогаш во сегашниот миг. Значи, тука сме да бидеме во сегашниот миг и тука сме да го држиме просторот каде што се поврзуваме со нашата повисока свест, за да останеме будни во нашата повисока свест. Патот до повисоката свест. Ова е млада месечина и сонцето се во знакот на Близнаци. Во кој знак е месечината и сонцето? Тој знак ни одредува темата со која се возиме низ овој период. Тоа ни олеснува да знаеме каква енергија ни е најмногу достапна. Близнаците го представуваат умот. Умот е воздушен елемент. Умот за нас е медиум, преку кој ние ја осознаваме реалноста. Кога сме заспани, оваа реалност е диктирана од несвесното и подсвесните аспекти. Кога сме будни и свесни, умот е медиум преку кој ние доживуваме нашата проширена вистина, односно нашето универзално јас. Значи, умот може да биде развиен или неразвиен. Кога не е развиен, се што имаме контакт со во нашиот ум е условеноста која е стекната преку нашите родители, преку образованието, преку нашето друштво, преку тоа што учиме, преку тоа што мислиме и преку тоа што мислиме и за себе. Ова мислење, оваа условеност ја филтрира нашата реалност. За разлика, кога сме вклучени во универзалниот ум, ние имаме искуството на проширено себе, кое не е ограничено само од условеноста, туку е ослободено од условеноста. Кога чувствуваме оваа слобода и кога живееме оваа слобода, ние сме поврзани со нашата вистина, и тоа е вистината на нашата душа.
Linko iza заспаниот, iza свесниот е самиот мозок. Мозокот е органот кој е рецептивен и која има способноста да не поврзе или со универзалниот ум, или да останеме заспани и заробени во условеноста на нашата темнина, односно игнорирање на вистината и реалноста. Бидејќи подсвеста, несвесното, подсвеста функционира преку стекнато искуство. Што значи да животот секогаш ќе ме држи во мислите за минатото или планирањето за иднината и ќе паднеме да го доживееме сегашниот миг како ултимат реалност. Што не сме во сегашниот миг, ние ја немаме свесноста да ни е достапна во универзалниот ум. Универзалниот ум функционира секогаш во сегашниот миг. Додека подсвесниот ум е заробен во минатото или ја планира иднината. На кое место сакаш да бидеш ти? На кое место сакам да бидам јас? Јас се запрашувам на кое место сакам да бидам. Ако сакам да бидам во сегашниот миг, што е потребно да направам? Затоа ги правиме медитациите. Затоа правиме сите оваа пракса. Посебно во вакви специјални денови, кога умот е многу отворен, сите аспекти на подсвеста и несвесна, свесниот аспект се на површина. И во овие денови, кога се на површина, ако застанеме, ако ги погледнеме, ако си дадеме простор и време да ги пуштиме и да ги ослободиме, шансите да се отвориме за нов почеток се реални, се вистински, се можни и се за нас. Ако не сме присутни, ако сме заспани и овој ден само уште еден ден, ние немаме можноста воопшто и да насетиме нов свеж бран. А секако промените ќе влијаат врз нас без да сме свесни што ни се случува. Во контекст на умот сакам да прочитам Јоги Баџан. Кога умот е обучен, трениран, тој не носи доблести, не носи богатство на земјата и небото. Кога умот не е трениран, тоа носи болести, несреќи, болка и страх. Знаејќи го ова, разбираме дека не е умот даден само така како што е. Не ни е умот само за да учиме колку е 2+2. Умот има повеќе функции и овие функции треба да бидат поспособени. А за да бидат поспособени, треба да биде трениран. Ако не е трениран умот, тогаш умот ќе ни го води шоуто на животот. А кога ние сме господари на нашиот ум, тогаш ние сме тие што го водат шоуто на нашиот живот. Кој е тоа ние, кој е тоа јас, тоа е универзалното јас. Бидејќи умот се отвара кон универзалното себе само преку универзалниот аспект на себе си, кој е огромен и кој е на повисока фреквенција. Ова не е достапно во
под свисниот и во несвисниот аспект. Денеска ќе правиме прекрасна медитација, но најпрво расколнете се, силно исправено, пред да се вклучиме на едно место каде што ни е удобно. Силно исправено, затвори очи, кај третото око, рацете во диаметра. Диши длабоко. Издиши. Диши. Издиши. Диши. Издиши. Скрти ги дланките. Се вклучуваме. Adgure Namah, Jugadgure Namah, Sadgure Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgure Namah, Jugadgure Namah, Sadgure Namah, Sri Gurudevai Namah, Adgure Namah, Jugadgure Namah, Sadgure Namah, Sri Gurudevai Namah. Dishi длабоко. Поглед животен. Издиши. Спушти ги рацете на колена и ќе направиме неколку отварања пред да почнеме, за да може да ни биде отворен умот. Диши напред, издиши кон назад, spinal flex. Фокус на трето око, активирај со движењето.
Център, разположи се, диши длабоко, повлечи умбан, издиши. Донеси ръцете на рамене, палците назад, диши лево, издиши десно. Център, држи позицијата, диши длабоко, повлечи умбан, издиши и обави ги ръцете. Прошири ги двете нозе во страна. Дишуваме центар, издишуваме кон една страна. Диши центар, издиши лева нога. Благе со градите, а не со главата. Диши центар, издиши страна. Центар, диши длабоко, прими ръцете на глава, стигни се. Умбан, издиши кон едната страна, дојди колку што можеш кон ногата и остани со притока.
Диши центар, издиши кон другата нога и продолжи со бритва пар. Центар, истегни врветниот столб нагоре, диши длабоко, суспендирај издивот и повлечи убан. И издиши лаваги рацете. Лава. Семи во лесна положба. Ова е медитација крија, која е серија на движење и медитирање. И ги правиме во континуитет. Активираме седма чакра, медитираме на седма чакра. Активираме, медитираме. За да се вклучиме во овој неутрален простор, кој ни е достапен денеска и секогаш. Денес особено сакаме да бидеме рецептивни. Најпрво, рацете се во Венус клуч. Венус клуча кога сите прсти се исплетени меѓусебно и неколку сантиметри над круната, над седмата чакра, да држиме оваа позиција со затворени очи, држиме тука со долги длабоки дишење. Почувствуваме просторот помеѓу главата и дланите. Остани свесен за тој простор и продолжи со длабокото дишење. Дишењето е интегрален дел од оваа медитација. Без дишењето, активирањето нема да може да се случи. Затоа, долги длабоки дишење. Со очите гледај нагоре, како да сакаш да гледаш низ врвот на главата.
Спусти ги рацете во гјан мудра, фокус на трето око, медитирај. Без да контролираш дишење, без било што да правиш. Очи на трето око. Забележи ги квалитетите и стабилност внатре во главата. Гледај во внатрешни простор што ти е достапен. Фиксирај ги очите во темниот простор во третото око. Без да мислиш, без било што да правиш, гледај во овој простор. Деси ги рацете во Венус клуч. Сега ќе бидат палците одвоени од другите прсти и допрени помеѓу себе. Со рацете над глава правиме одреден притисок како да сакаме да ги истегнеме, да ги одвоиме, меѓутоа не ги одвојуваме. Само влечеме со двете раце за да се создаде блага тензија. Гледаме низ врвот на главата, долги длабоки дишења. Со дишењето активираме
Vleči so prstite, da ostane ispred smiren, aktivno dolgi globoki diši. Spušti vibracije terapije nidra in meditiraj. Vsega fokusa k tretjemu. Gledaj v tem prostor. In slušaj. Slušaj globoko v glavata. Slušaj pozadi misli. Reči si, da nema misli. Ako ima, reči si, da nema znači дека не се примерно за нас. Това, що е примерно, е разширеният простор во главата. Слушаме во него, слушаме главата. Не мислиме
ne izmišljujemo, ne fantaziramo. Apsorbirani smo v prazni prostor, v glavi, gledamo v pominjate, izkušamo v tišinate. Aktivno smo vključeni preko naše telo, gledamo, slušamo in doživljamo na neodnatračen prostor. Utrno, racete nad glava, sega samo pokazalec od nagore, blag pritisok, dvata pokazalca 7 do 2, kako se sad krija in drži se dolgo glavo po višini. Spušti racete, meditira. Vedevo prima frusta, sentare la glava, slušao v prostor i čustvuje ovaj prostor, kako se širi iz celoga tela.
Тут кожата сензациите или присуствата у кое се случува живота. У неутралниот простор, на медитативниот ум, сведочина у монументалниот миг на сегашноста. Тако како што се презентира на нашето внатрешно. Внатрешното јас. Врати се назад, разшири широко прстите, отвори 60 степени, визуализирај слог светлина издигува твојата глава и го анимира целиот простор, помеѓу дланките, кон небото, во страните, напред, назад и долу. Силна светлина со бритов ефект. Кој е во циклус, долго длабоко дишање и како сме примени,
в které svět jinak. Tiši, vyzdyši, spustí rácete na kolena, meditira. Fokus na krýtelko, který zaplňuje prostor. Hledá sebevěká nepočné, aby se utvára průšvih prostor na palata. Určitě se čúvame kum, kolena tam jsou nahora. Hledáme volný prostor. Síla, usílej se. Nastimata čakra. Vysvětlila budnost na vrchotná hlava. Otvori se jako univerzální atom, preko vrhotna glava, naslučilo celo tvoje vnímání so fokuse. Meditiranje v prostor je aktiviranje. Se vključujemo v univerzalni atom, ki je naš atom. V meditativni atom popiramo v nepoznati prostor na ogromnost. Enostavno prisustvi, da se štete tukaj.
ни компlicirане, ни фантазия. Диши глубоко. Издиши. Диши. Издиши. Диши. Издиши. Vrati se nazad. Ima mjesto u nas što je mirno. Ima mjesto u nas što je duboko. Ima mjesto u nas što je tiho. Ova mjesto je izvor od preko koji teče život. Život odsudila sigurnaš po ovoj
Zasedlánkite. Blahoslav. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on, guide your way on. Striktná mladá mesečina, striken počatok. Posáku vám dobro zdravie, silenú, bezvadný emoci. Ľubov zasýta, mír zasýta, svetlina zasýta. Satnam, satnam.